Драги приятели, вечерва ќе позборуваме малку на друга тема, значи нема да е геополитика. Ќе позборуваме за две интересни личности. Тоа е председателот на Србија Александар Вучич и премиерот на Македонија Зоран Заев. Поточно, поради распоред на планетите, би сакал да ги предупредиме и двајцата дека влегуваат во еден многу тежок период, кога нивните работодавци Западот може да се ослободи од нив, поточно треба да обрнат поголемо внимание и на безбедноста. Поради кои причини? Пред да ги наведам причините, би сакал да кажам дека е интересна работа кај двајцата, значи кај премиерот Зоран Заев и кај председателот на Србија Александар Вучич, се забележува дека доаѓаат на власт со помош на Запад или, да кажеме, насилно кажено, натурено, но и така и заминуе. Еве, например, кај господин Зоран Заев, премиерот, кај него имате конјункција на Сонцето и Марс. Сонцето му е на 14 степен, Марс е на 16. Кај господин Александар Вучич имат аспект помеѓу Сонцето, кој му е на 14 степен, и неговиот Сатурн, кој е момент само на 14 степен. Што зборува, а Сонцето му е во 9 поле кај Александар Вучич, значи со помош на странци или на Запад, доаѓа на високи позиции. Знаеме дека прво беше премиер, потоа стана и председател на соседна Србија. Сега кој ќе се погледне една опасна ситуација за двајцата, тоа е транзитирањето на Марс. Кај господин Вучич, значи неговото сонце е во 9-та куќа, иначе он е роден во знакот, заборавив да ви кажам, на Риби, со подзнак во рак, значи роден е на 5 март 1970 во 13 часот во Белград. Неговиот час го знам, а за жал часот на премиерот не го знам. И за него ќе зборам повеќе од аспектите на планети, од таа причина. Значи сега Марс, кој е воистина планета, инаку се наоѓа во близнаци, кај господин Вучич, значи председател на Србија, гради еден квадрат, тоа е негативен аспект. Значи, може да предизвика многу работи, гледаме протести во Србија, многу афери излегуваат на површина и неминуно се веројатно ке не знам, мислам дека година имаме и председателски избори, но протести и незадоволство, исто како тука и таму нема опозиција, да се разбереме, нити лидер за опозиција, значи истиот систем работи. Интересно е, например, кој ќе спомнам Србија, кој што знаеме, таму има немногу вакцинирани, но гледам дека има повеќе заразени од нас, барам во проценти, но само ние има у проценти поголема смртност, инаку они имат поголема заразеност, без разлика што имат скоро 1.700.000, не ме држи се збор, вакцинирани со прва доза, со втората околу 700.000. Тука што не е интересно, самиот, значи председател на Србија Александар Вучич не е вакциниран и кажа дека нема да се вакцинира. И сега должен кажа дека неговите родители и семејството нема да се вакцинираат. Да не навлегам тоа негова работа, а масовна вакцинација многу пати, не сакам сега да зборам за вакцините, кажа колку е паметно општо човек да се вакцинира и која е дека единствено можеби делото е руската вакцина, ни на друга, и не е безбедна, бидејќи она е работена на база, кој што ви кажам и до сега, на база на еболата, кој беше и сега е само докомплетирана, додадени се некои компоненти и така натаму. Значи, председател на Србија Александар Вучич треба да обрне внимание, особено до крајот на март. Тоа се
однесува поради овој квадрат кој што кажав, но сем овој квадрат и сонцето исто така, кај него само момент, влегува во 10-то поле и во еден момент нормално ќе гради еден полусексил, али сега на нулти степен, значи, он на крајот на неделата следам, значи, за 15 дена ја губи поддршката и од странците и сето ова зборува овој аспект кај него дека може се чак и ликвидација. Значи не беа случајни, ако добро се следат српските портали, а добро знае како помина Џинџич, секој кој ќе се противставиле, кој ќе довеше до закачување на извршување на нивните задачи, они го отстрануваа своите поданици. Затоа добро зборува и Никола Врзич во неговата книга Трети метак или Третиот куршум, кој наведува дека за време на ликвидацијата на Џинџич, специјално од Велика Британија дојде еден снайпериста кој испукал тој третиот куршум, а земунскиот клан е осуден, значи они го само раниле, дека третиот смртоносниот куршум бил испукан токму од кој што се вели книгата од британскиот снайперист. Затоа се вика трети куршум и таа личност дојдена и вратена со авион. Ово се однесува за, кој што реков, за председател на Србија Александар Вучич, кој ќе погледаме наталната карта на премиерот, реков неговиот час не го знам, одам со претпоставка како не се знае часот Арија Систем, кај него имате конјункција на Сонце и Марс во аспект со Сатурн, значи насилно доаѓање на власт, но насилно изdomинување од власт. Во моментот Марс кај него ќе гради, значи тригон, во принцип тригон треба да е позитивен аспект, тоа е Аго 120 степени, бидејќи кој е роден во знакот на Вага, значи носи Марс 74-та, додека сега Марс е во Близнаци на 9 и 10 степен и полека ќе почнува да му се создават силни пријатели, бидејќи тој си Марс ќе му биде во тригон, да, али со конјункцијата на Сонцето и Марс наталното. Така што мислам во исти период може Запад да се обиде да ги дестабилизира и Србија и Македонија преку, не би сакал тоа случај, али дава можност за ликвидација и на председателот на Србија и на премиерот на Македонија Зоран Заев. Затоа, мислам, од овие причини, ја и препорачувам да обрнат поголемо внимание најмалку до средината на април. Инаку утре конгресот на СДСМ, веројатно тука ќе има и обиди и за мал одзив на конгресот, за малку гласачи, но не мора, значи, али према распоред на планетите би можело да се каже. Инаку од денеска и Сонце се влегува во Овен, а Овенот е воинствен знак, значи и Сонцето ќе му биде некаде за 2 недели во аспект, да кажеме, во еден тригон кај премиерот, што значи дека, поточно кажеме, во опозиција кај премиерот, значи има влегува еден период кога безбедност треба да се внимава, кога не е исклучена ликвидација, значи мои се претпоставки нема да значи и анализи така гледајќи наталните карти и визите прво што има, и кажав, астрологијата и парапсихологијата ги истражувам од 83-та. Ја никој не сум посекал лошо и затоа ги и самиот Глигоров му напиша 6 месеца да врима пред дека ќе имаат, само за жалост. Не ме послушува кај Трајковски, се обидов да помогна, не успеа, тоа е тоа. А моја е да кажу на луѓето на што треба се падат, а дали ќе случи, не, тоа е Божја работа, но за жал кај премиерот Заев многу пати убиди го им биде на тоа, затоа треба да обрне поголемо внимание. Инаку на никој не сум посекал, но никој не жалам, бидејќи има кој да ги жалат со нивните семејства, секој се одговара за своите постапки, да се разбереме, никој во животот не поминал неказнето за било што, дали добро или лошо дело. Значи во универзумот постои еден драги пријател кој се вика рамнотежа.
това секој ще исполнат. И само, значи, а иначе совршен луѓе нормално нема, само создателот е совршен. А ова зборува дека и во Македонија предстои многу бурен период, особено за едно 2 недели најкасно, а и овој период, бидејќи Марс ќе биде во еден квадрат со Сонцето, што не е баш многу поволен, бидејќи Сонцето во Македонија на 15 степени, а во моментот Марс е од Близнаци на 9 и 10 степен тука, значи влегуваме во следните недела до 2 најкасно, во еден период кога се можни тука многу и протести се. Од таа причина ја му препорачувам на премиерот и на владата да го запрат пописот, бидејќи ќе предизвикаат големи немири и хаос. Тоа е моја препорака, дали ќе послушате, не е проблем, нивна работа. А лично да се многу не се плашам, бидејќи кој ќе легнам не знам дали ќе станам, но не ми се исто што ќе случува во државата и со најблиските. Значи, влегуваме во период многу кошмарен, кога Западот, кога е во еден економски воен колапс, ќе се обиде да го дестабилизира Балканот. Не е случајно Бајден му се закануваше на Путин, свесен дека не може, но сакаат руското влијание, бидејќи србите ги гледаат како мали руси, да го тргнат од Балканот. Во Македонија не е толку присутно, владата се потруди тоа да не биде, но во Србија сепак, иако кај народот е присутно, народот јасно кажа дека е против НАТО и повеќе за Русија тврдо со глава, отколку за НАТО. Но тоа не се спроведе, војата на луѓето, а и плюс економската состојба, и некој уште еднаш ќе повторам да не се заложуваат, особено владата, на опозицијата, не барајте со сила да ви се сами да си оставите во врат. Вакцините не се толку безбедни. Прво не знаете што внесуваат, а покрај доктор Несторович, само што ќе ви кажам за вакцините, кој кажа дека со вакцините се предизвикува оние што прележал, оние што прележа коронавирус, имаат намалени сперматозоидите им се намалени, значи се предизвикува стерилитет. За жал го потврди деновиве и Кина, значи не запрашуваат. Надвор обавено со маски, не знам колку маската ќе ве заштити, но без маски никако излегување. Значи, уште еднаш моја препорака да се запре пописот, може да предизвика големи белја. И исто така им препорачувам на председателот на Србија Александар Вучич и на премиерот Зоран Заев да се обрнат поголемо внимание на нивната безбедност и не е исклучено према говорот на паници, што не мора да е точно, може би лошо толку, си имат своји астролози, кои ќе потврдат или ќе ме демантират, Западот ќе се обиде да се ослободи од нив. Поточно, бидејќи во Србија Александар Вучич одговлекува со признавањето на Косово, а во Македонија власта повеќе не може да спроведе оно што треба и понатаму, значи нема мнозинство, не може чак и седници да одржи, а Запад кога не сум веќе потребен, кој што Алекс се случи со Џинџич, со нашиот председател Трајковски, ги ликвидира своите оние што ги донал на власт. Затоа треба да обрнат внимание и двајцата на безбедноста, но никој нема посакал лошо па на нив, и најлошо душман, ако им посакал лош, ќе си молчев и ќе си гледав театар или циркус. Драги пријатели, ви посакувам убава вечер и малку време да почнете да мислите со своја глава и да внимавате, особено кога се прашање бактеријата корона, не е тоа за мене вирус, и лажна пандемијата, не запрашуваат. Внимавајте на своето здравје и на себе, носите маски. Добра ноќ и убав неделен ден.